Ја и Боко секако доаѓаме од времењата на традиционалните медиуми. Значи традиционалните медиуми имаат три основни функции. Нешто што урамнува се вика gatekeeping, нешто што ја сетира агендата и нешто што ги врамува настаните. Значи сето тоа поминува низ раци на професионалци кои што од 1000 вести денеска ќе ви пуштат 100. Тие 100 потоа ќе кажат од овие 100 овие 5 се најважни, затоа што мислиме дека од 100 вести овие 5 го одбележуваат денот, а потоа во третата фаза ќе ви кажат овие 5 вести ќе ги гледате од овој агол со експерти и така натаму и така натаму. Со доаѓањето на социјалните медиуми алгоритмите не функционираат така. Бизнис моделот на алгоритмите што повеќе кликање. Со други зборови, алгоритмот те води тебе како публика. Ако ти си кликнал 5 видеа за кучиња, алгоритмот ќе те пропадне од дупката со уште 500 видеа за кучиња. Парите ги прави на начин што те пропаѓа уште подлабоко во темите за кои препознава, бидејќи пресметал дека ти сакаш кучиња, дека треба да ти нуди што повеќе кучиња. Значи алгоритмот не е направен за да ти ја понуди целата слика. Од идејата беше дека интернетот ќе биде пазарот на идеи. Се испостави дека интернетот не е пазар на идеи, туку во твоите предрасуди те пика што подлабоко го. Ти имаш јавност у Македонија која што во редовни околности гледа на што клика. Како да кажем, секогаш е лошата вест покликана од добрата. Алгоритмот те чита и не ти нуди друг тип на гледање. Не ти нуди други содржини. Кога ќе се случи ваква трагедија, ги бута во шпекулациите кои се развиваат околу трагедијата, зашто се тоа носи клика.